Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. На самиот почеток во едно од последните видеа во кој што зборувам за илустрираната книга Памук од Ника Гавровска, велам дека ќе зборувам за нешто многу интересно, нешто многу cool, вистински креативен потват, а во ова видео ќе се зборува за не помалку интересен и добар креативен потват, а тоа е играта Синхроницитети, чувари на приказната од Марко Трпески. Марко Трпески пред се го знам како графички дизајнер со свој предпознатлив стил, кој што има соработувано со повеќе издавачки куќи, автор на многу одлични корици кои што веројатно многу од нив сте ги сретнале во книжарниците, а Марко е автор исто и на две книги кои што се негови авторски книги кои што се комбинација од стихови, поезија и негови илустрации. Меѓутоа мислам дека со Синхроницитети Марко ни дава една друштвена игра која што може да влие на повеќе, позитивно на повеќе нивоа, да ја разбуди нашата имагинација, нашата фантазија, едноставно нашите пишувачки креативни капацитети да ги разбуди, и особено мислам дека ова еден важен настан, особено во ова дигитално време кој што го живееме, нели, каде што нашето внимание е поделено, бомбардирани сме и живееме обкружени со секакви дигитални шумови и така натаму, и мислам дека може многу добро да ни дојде оваа игра која што може да се игра во група, може човек да игра сам. Меѓутоа, јас не сакам да зборувам, да должам многу. Снимивме со Марко едно кусо интервју во кој што му поставам неколку прашања за оваа игра. Инаку ова е првото интервју на каналот на Читачот. После 6 години се појавува првото интервју. Се надевам дека ќе ви се допадне разговорот. Уживајте. Марко, она што ме фасцинира за оваа игра Синхроницитети е што во дигитално доба, дигитална ера, каде што се е на интернет, нели, се игра онлайн, значи се играат игрици и така натаму, не само играњето игри, туку и нели доминацијата на социјалните мрежи и така натаму, која што се бори за нашето внимание, значи скроз сме поделени, вниманието ни е поделено на милион места. Ти се одлучи да направиш една игра која што естетски е одлично замислена, супер изгледа, и игра која што бара да се собереме, значи бара физичко присуство, ако тоа беше нели популарен збор од пред некоја година, да се исклучиме од сето тоа и на некој начин да допреме креативноста во нас и се изразиме преку пишан збор. Од каде дојде мотивацијата за Синхроницитети? Во голема мера во прашањето во твоето прашање се крие и она што е одговор. Идејата на Синхроницитети е да ги собере сите наши сетила оптеретени и растргнати од тоа што е дигитален шум и да не соочи со истите. Мислам, тоа е она што е суштина, она што е јадро на играта. Таа се противи на останати конвенции, се противи на она што е на некој начин преголема експонираност на вештачката интелигенција, преголемо подпирање на дигиталното на вештачката интелигенција која што оди чекор понапред. Едноставно суштински да не соочи со нашиот символички регистар, со тоа како ние сме ги запишале нештата, и да ни даде некаков мотив или тригер да истото тоа да го изнесеме од нас, и при тоа да биде со некаква уметничка или умешничка вредност. Затоа што некако една премиса која што ме води е дека уметноста и умешноста одат рака под рака, и е многу значајно да ја најдеме таа нишка која што ќе допре, ќе отклучи креативноста која што, како што кажав, тој дигитален шум ја заклучува длабоко некаде во нас. Ме интересира од каде е Синхроницитети. Може би да објасниме што значи тоа и поднасловот е чувари неприказната. Што значи всушност Синхроницитети? Тоа е јунговски поим, датира некаде од почетокот на 20-тиот век. Ја има својата суштинска основа во психоанализата, но наједноставно кажано тоа би требало да се некакви смисловни поклопувања, нешта кои што го држат светот или оваа социолошка зона да не се распадне. Идејата за името веројатно беше нешто што се дефинираше во текот на создавање на играта, заради тоа што тргна од еден шпил кој што сосема беше само креативно празнење, можеби на некој начин. Тоа беше шпилот кој подоцна го понесе името Синхроницитети и е носечки шпил на играта.
Често знам да кажам дека го носи и терминот среќавање во себе, заради тоа што тој шпил содржи на некој начин протагонисти во себе кои што не водат низ играта, и во среќавањето е, нели, во коренот на поимот среќавање имаме среќа, па тука сите оние фактори кои што го држат, како што кажа. Можеби е добро во контекст на тоа повеќе ќе се разјасни ако ја објасниме како се игра. Да, би било интересно. Играта. Јас веќе играв неколку пати и апсолутно уживам, меѓутоа сакаш ти да имаш честа да објасниш како се игра. Секако ти благодарам на честа. Значи, генерално играта е создадена од 3 основни шпилови, тоа се, ајде вака, наједноставно веројатно е било. Оној кој што го споменав, првиот шпил, а тоа е шпилот синхроницитети. Тука има метаморфози на најразлични суштества, најнеобични комбинации, например еден мравојат кој што влече тиква која што е мерач на бесконечноста, еден буф поштар, еден штрк кој што ни носи ориентација на времено. Това е носечката карта. Па, со оглед на тоа што прва настана и таа беше двигател на целиот процес, веројатно, да, шпилот синхроницитети е оној кој што е носечки во играта. И тоа оди од дека? Така, на организацијската табличка, тој доаѓа на најголемото место. Вториот е овој зелениот, така? Така, тоа е шпилот кој што или декот кој што содржи комбинации, најневозможни комбинации на предмети кои што може исто така да се најдат во тестови на слободна асоциација некаде во психоанализата. Значајно е за него да ни создаде некаква мапа на она што на почетокот го споменав, на нашиот символички регистар, тоест како ние сме ги запишале нештата во нашата подсвест и да ни потпомогне да ги извлече тие и да ги срочи на некаков начин кој што е погоден за приказната. Значајно е за развојот и текот на играта е да оствариме еден дел кој што е кој што е зачин, некако креативен зачин на играта, тоа е третиот шпил, кој што содржи литературни или ограничувања, или поттикнувања, или задачи, предизвици. Предизвици со веројатно најадекватно би звучело, кои што имаат најразлични задачки, например да се напише текстот или приказната со спротивни емоции, тоест каде што емоциите на ликот се спротивни од она што би го налагала ситуацијата. Сосема се кријат и овде наративни изненадувања. Тоа е што накратко во однос на тој текст. Така, тоа е она што ја дава формата на пишаното. Три форми. Така, поезија, проза и хибрид, кој што е комбинација и од поезијата и од прозата. Значи сите што играме, ако ни се падне проза, во тој круг сите пишуваме проза. Така, или договорнички сите пишуваме проза, или секој засебно си пишува. И последното е бројот на зборови, иако јас во ниеден аспект од играта не наметнувам никакви ригидни правила кои што би биле ограничување, кои што би штетело на текот и процесот на создавање или би го одвлекувало вниманието на оној кој што се обидува да напише. Но првична замисла е тие да го одредат бројот на зборови. Значи со коцките го одредуваме колку зборови сите пишуваме. Така. Секако играта може да игра и секој сам поединечно, не е врзана за група, затоа велам, таа може да биде и друштвена, но и осаменичка игра, да ни биде едно огледало и во тој аспект. Досега е тестирана во многу средини и на многу основи, например, од почетоците кога јас се обидував да видам дали тоа функционира, до групи во училишта, основни училишта, средни училишта, имаше голема работилница со веќе наши реномирани автори и секаде играта беше поттик и функционираше, барем според моите впечатоци, одлично. Се изродија многу интересни текстови кои што веројатно на друг начин не би имале. Колку што знам, текстовите ти ги собираш на еден вебсайт. Или ги правиш селекција? Така, јас се што доаѓа до мене, после секоја работилница, грижливо го архивирам и се надевам дека ќе имаме можност да бидат достапни на сајтот кој што најскоро треба да излезе, кој што треба да биде еден
информативен форум за тоа што е играта, галерија од картите, што следно. Таму ќе може да се видат примери на како изгледа тоа во пракса, кога се пишува. Кажи ми, кои ти се надежите и што се надеваш дека ќе се постигне, имаш некаков сон за игра? Сега од кога тргна малку работа? Интересно е што како течеше процесот на осознавање на следно и следно ниво во тоа што се случуваше со синхроницитети од нејзиното печатење, од подготовката за печат, тоест па нејзиното печатење, па тестирањето. Сватив дека веројатно не треба да се потпирам на надежите, веројатно ова е нешто кое што треба да се остави да си тече. Сега првиот тираж е веќе речиси распродаден, по подготовка е вториот тираж кој го имаме наскоро. Интересно е да се напомене дека ќе има и колекционерско, малку проширено издание кое што ќе ќе биде поексклузивно за оние кои што се слудокусци, кои што ќе сакаат малку повеќе од играта. Планирани се уште некои работилници низ основните школи подрачни и мислам дека и пред се интересно патување, а сето останато оставам во моментот да го откривам. Супер, фала ти. Јас мислам дека во вистински момент доаѓа оваа игра и се радувам што имам, јас неколку пати веќе играв, уживав, значи ако човек пристапи без притисок некој, нели со она, ама мене не ме бива за пишување, мене не ме бива за поезија или како и да е, ако дојде онака опуштено и со идеја дека да се оправа и да ужива, може да излезат многу откачени, супер напишани работи. Значи ти честитам за играва, баш се радувам што можевме да поразговараме вака заедно, во едно мало интервју, наместо ја да зборувам самиот во видео формати, да објаснувам играта. Го чекаме сајтот наскоро, новиот тираж, луѓето ќе може да си ја купат, да ја споделат со некого да ја играат. Ти честитам уште еднаш и фала ти за ова интервју. Фала ти и тебе и да оставиме синхроницитетите и понатаму се случуваат. Се согласувам.